Еве, иако со Кумановски акцијаши започна проектот за уредување и чистење на кеот во Куманово, сепак денеска на пресконференција во МРДПМН повторно ве обвини дека вие и јавните предпријатија не водите грижа за градскиот кеј, дека тој е во состојба на распаѓање и дека е обраснат со грмушки од кои што излегуваат змии кои ги плашат граѓаните. Па добро, ја ќе се послужам се на кинески анекдота, зашто имат коси очи опет рижа. Значи секој ден они сега ќе поставаат некакви прашања во тоа што во изминатиот период како губитничка партија, партија која за 11 години направи ништо во Република Македонија, само ги раздели луѓето, ја доведе Македонија во една очена ситуација, ги суспира сите демократски и политички процеси. Сега во предвечерието на локалните избори изонет решенија, меѓутоа ќе дам конкретен одговор на поставеното прашање. Бидејќи отпочна акцијата за чистење на кеј, имаме технички проблеми околу машинскиот дел. Значи има диво изграден мост кој се во фаза сега на демонтирање и машините се пришли тамо. Ве повикувам во недела негде, ќе бидете обавестени од пиарот, дали 10-11 часот, за комплетно чистење на речното корито. Акцијашите продолжуваат со својата активност. Ангажирани се и вработените во јавното предпријатие чистота и зелениво. Значи тој дел ќе биде комплетно очистен. Меѓутоа понува апел до граѓаните за одржување на самото речно корито и фрлање на отпадоци во реката, со што ја контаминираат, загадуваат реката и штетно делуваат и по здравието на луѓето. Ние значи ќе направиме комплетно чистење на речно корито од сабота недела до понеделник. На крај на месецот 29, 30 и 31 ќе имаме 60 акцијаши од Република Српска и од Србија, кои ќе бидат гости на нашите акцијаши. Тоа ќе направиме уште една ударна акција за чистење во ток на реката. Пред неколку дена е избран изведувачот за регулација на речно корито од автопатот до вливот на реката Липковка и Којнарка. Значи имаме проект од над €1.000.000 кој општината партиципира со 250.000 евра за регулација на речното корито. Значи локалната самоуправа вложува максимални напори за одржување. Меѓутоа понова апелирам за граѓанскиот совест да на некој начин ја заштитуваме животна средина. Ако сте поминале сега кај Турски, видите, поставиме Нью Джерси препреки за оној пат према Старата Кланица, бидејќи тоа беше една дива депонија, ја очистиме. Сега следува чистење на горниот дел од пругата. Апелирам до македонските железници што поскоро да го интензивираат проектот за Белјаковска пруга и да направиме звучна ограда и да го оградиме тој дел. Значи со тоа Куманово ќе добие една по-визуелна чиста слика, а животната средина ќе ја зачуваме, бидејќи ќе немаме можност да се тука депонира сметот, бидејќи ова нерешена лимбо ситуација во изведбата на пругата дава можност да несовесни граѓани тука депонираат смет. Реката ќе биде очистена, реката ќе почне се гради за 10 дена, се надевам до крај на есенските дрови, како ни налагат временските услови, ќе биде изградена 1800 метри и ќе биде очистена од целото регулира корито. Има некои поместувања ради тектонските, земјините движења на самиот бекатон, ќе има корекција после чистење на речно корито и сечење на грмушките. И на тој начин ќе го доведеме во една прикладна состојба кеот, меѓутоа понова апелирам за заштита на комуналната опрема, на клупите, на кошничките за смет и на оноа што го изградуваме да го чуваме, а не да биде само дел за некои наши фрустрации и уривачки напори и нагони кои ги имаат некои дел од граѓанството кои несовесно го рушат тоа и го штетуваат. Се надевам дека сите апели ќе дојдат до граѓаните и ќе го чуваме нашето Куманово, бидејќи тоа не е едината.